Ѓубривото ние не знаеме дали ќе дори тука во оваа аптека, дали ќе е во Прилеп некаде. Тоа земат мустри и вршат во лаборатории кои што се лиценцирани лаборатории, кои што има дозвола, и тоа се неколку 3-4 лаборатории, контролирани од државата, каде што се испитува ѓубривото, односно неговиот состав. Во колку се констатира дека нема тој состав, ѓубривото се уништува, се повлекува, исто така има реперкусии, казнени мерки, и тоа сето тоа остава многу мал простор или дестимулира увозникот или производителот да прави мучки. Значи тука може земјоделскиот производител да е спокоен. Каде е проблемот кој што вели до ѓубривото не действува? Проблемот е, реков, во примената. Зошто? Први основа е, ќе земам регионот на Муртино, Моноспитува, кај што има многу висока пеха. Знаеме дека, се ближи почетокот на сеењето на красавиците, обично е стално место, зависи од годината, ова година дури беше пред нова година, значи јануар, февруар се сее на стално место, и обично тука покрај основно ѓубре се става кан. Кан е калциум амониум нитрат. Во овој регион, па и на многу други региони, постојат висока пеха на почвата, каде што е над 8 и повеќе и 8. Со додавање на калциумот, уште повеќе се подига пеха на почвата. И што се случува? Доаѓа до засолување на почвите со висока пеха, каде што растението едноставно се шпиртосува, не се развива. Така што потоа, кога ќе се садат култури, пример доматите кои што сакат кисели до неутрални почви, или пиперката кај што максимално е 7,5 пеха, и вие кога ќе однесете на почва, па и храстивицата 8, кај што е 8,5, па и 9, не може да се развиват. И онда велите, ѓубривото не е квалитетно. И затоа мој совет е пред се прво и основно да се изврши агрохемиска анализа на почвата. Исто така во лиценцирани, реномирани лаборатории, кај што ќе се добијат точни резултати. Затоа што први и основно ќе се знае што му фали на таа почва, а второ како е пехата и ецето на тоа.